Те маѓепса светулка патнику, помеѓу двете осамени звезди кај што ноќта е најдолга. Слегни на мојата планина завиена в топло крзно, сета од здивови на уплашена дивина. Низ тенката езерска магла, небото трага по загубените звезди. На брегот расте лековито билје патнику. Крушево е град без силуета на хоризонтот. Од која било страна, тој се доживува во целина со импресивни погледи на неговата панорама. Збиена архитектонска маса во дното на природен амфитеатар, разредени индивидуални куќи со зеленило кон периферијата, завршеток од оголени планински заоблености кон север, исток и запад и корија, темна маса од зимзелено дрво на југ. Заради изолираноста и тешко пристапната географска позиција, појавата на Крушево како развиена градска населба по многу нешто изненадувачки и специфична. Своето формирање градот го должи на необични историски околности. Во текот на 18-тиот и 19-тиот век се случија големи промени во битот на населението во Македонија. Занаетите и трговијата силно се развија. Размената на стоки меѓу Исток и Централна Европа растеше од ден на ден. Отоманското царство немаше сили да го сопре овој развој на христијаните. Но напоредно со трговијата се разви и разбојништвото. Разни албански арамиски банди ги плечкосуваа караваните, селата и градовите. Во 1788 година Али Паша Јанински го уништи Москополи и Грамос во Епир. Од неговиот терор, влашкото население од Епир емигрира на север кон Битола. Дел од нив се упатија на масивот на Бушова планина, каде што основаа своја населба. Постепено, оваа населба израсна во убав планински град Крушево. Во исто време, под теророт на разбойничките банди во Западна Македонија, словенското население, мијаците од Дебар, Галичник и Лазарополе, бегаа на југ и исток. Многу од нив дојдоа и во Крушево. Се споија два етнички елемента што стопански и културно се надополнуваа. Власите беа сточари или трговци, а мијаците градежници. Така полека се создаде градот во специфични услови и со само нему својствена архитектура. Во почетокот на овој век, по трагедијата на Илинденското востание и славните денови на Крушевската република, турската одмазда беше безмилосна. Градот беше спален и разурнат. Подосна, при неговото обновување и реконструкција, почитувањето на традицијата како ретко каде дојде до полн израз. Архитектурата и поранешната физиономија на Крушево, без значајни измени, се одржа до наши денови. Неговиот специфичен лик остана за секогаш неповредлив, затоа што топографската поделба, климатските посебности и градежнишката вештина не дозволија застранување во помодното.
Тесната поврзаност со највисоките домети на културата во 19. век во рамките на Отоманската империја и надвор од неа, со културната Европа, ја направија таа архитектура градска и со такви функционални и естетски квалитети, какви што среќаваме во најразвиените урбанизирани средини и градови. Првобитниот облик на куќа Чардаклија, донесен веројатно од планинските селски населби во Епир, многу брзо станал непогоден за градската населба Крушево. Со развојот на производните процеси во сточарството, морало пред се да се одвои стоката надвор од градот во производствени пунктови со значително поголеми капацитети. Така, во градот останало само живеењето, од кое резултира градската куќа. Личното богатство на градската аристократија и нејзините контакти со високо развиените градови во Турција и во Европа формираат посебно богата стамбена програма, во која ќе најдат одраз практичните функции на комотен живот, одвоени спални за сите членови на семејството, добро снабдена група за домашна економија и уреди за подготвување на обилна и квалитетна исхрана. Се зголемуваат амбициите за семејна репрезентативност. Во просториите за примање гости има многу богата уметничка опрема, резба, текстил, порцелан, ковано железо. Манифестациите на чистата култура, музичките инструменти, семејните портрети или однадвор сликарската декорација се присутни во скоро секоја куќа. Или само поглед во минатото, сон еден бликнат кон звездите, риба сребрена во синевината денска заробена, леден насмев на годините, студно испишан гребен. Денот паѓа на улицата со сончев на челото пламен, со звезди од звуци, радости мали купени за една песна, водоскок од земја и камен, тагата на залезот лудо го пали. Догорува тој сон кон звездите бликнат, тој вик на едно време, па велам, својот немир раскажи ми го, велам, шепотам, викам, одговара со воздишки неми. Заради климатските услови на надморска височина од 1200 метри, куќата се затвора,
а контактот со надворешниот свет и природа се остварува со помалубројни и помали прозорци отколку во Охрид. Нема непрекинати низови прозорци на една фасада. Меѓутоа, само како реминисценција на чардакот, кај влашките куќи останала мала лоџа или балкон, за разлика од куќите на доселениците од Дебарскиот крај, која е наполну затворена. Меѓутоа, заедничка карактеристика им е триаглестиот тимпанон во средиштето на предната фасада, најчесто декориран со интересни сликарски мотиви. Употребуваниот материјал и неговата примена во архитектонизирани форми се вообичаени. Камен за приземните делови и дрвен бондрук со малтерски фасадни површини во горните катови. Покривот од камени плочи е спецификата на Крушевската куќа. Оваа особеност е донесена со мијачката традиција, но е условена и од климата. Секоја архитектура носи со себе посебности на климата и на културната традиција. Таа е дополнителен фактор на национално-историскиот тек и денес, во векот на интернационализацијата на сите технички, па дури и културни дострели. Секаде каде што е можно, на стремнината постојат авлии како мали оази околу куќите. Постои и капиџик, кој во турско време служел за бегање на комитите пред потерата, а денес како далечно ехо одолува на времињата и ветровите. Крушевската куќа создала функционален, а не формален однос со улицата. Зашто улицата е простор за некаков промет, место за среќавање, запирање и собирање на луѓето. Никогаш не треба да се заборави дека човекот по својата физичка структура е пешак, а по духовната предодреденост општествен субјект, кој во секоја прилика го бара одразот на својата личност во огледалото на општеството. Секој македонски град со запазен фонд на архитектонска целина од 19. век представува нов и посебен аргумент за пресудната улога на природните услови во определувањето на физиономијата и на регионалниот израз. Крушево е постојана потврда за импресивното влијание на природните фактори врз урбанистичкиот лик. Културата на проектирањето овде е условена од користењето на климатските посебности, од односот кон сонцето, отворените визури, вегетацијата, од естетско-психолошкиот став кон префинетото и продлабоченото доживување на природата во целина и во детали.
Крушево се одликува со исклучителна чистота во архитектонскиот израз, што се должи на единството во културниот став. Бидејќи немало жители од муслиманска национална и религиозна припадност, како и на околноста што градот е изграден за само еден век, време што во животот на градовите значи само миг.